Поранешниот португалски премиер Антонио Гутереш се подготвува да биде нов генерален секретар на Обединетите нации, откако ниту една од 5 постојани членки во Советот за безбедност, кои имаат право на вето, не се изјасни против неговата кандидатура. Советот за безбедност постигна консензус Антонио Гутереш да би го смени сегашниот генерален секретар Бан Ки Мун од Јужна Кореја. Тој кон крајот на годинава заминува поминати 2 5-годишни мандата на таа функција. Гутереш, кој беше социјалистички премиер на Португалија од 1995 до 2002 година, а потоа и висок комесар на Обединетите нации за бегалци од 2005 до 2015 година, победуваше и на другите гласања на Советот за безбедност. Тој е еден од најпознатите португалски политичари во светот и беше вклучен во решавањето на многу кризи. За време на процесот на селекција за следен шеф на Обединетите нации, тој изјави дека генералниот секретар мора да биде олеснувач, чесен посредник и градител на мостови и апелира на зајакната дипломатија за мир, односно за спречување на конфликтите и кризите, со цел светот да не мора да се справува со последиците од нив. 67-годишниот Гутереш, побожен католик, изјави дека неговиот мандат како шеф на Високиот комесаријат за бегалци со седиште во Женева не било изворена привилегија, туку страшно разочарување бидејќи не достига хуманитарно решение на нивните маки. За време на неговиот мандат таму активностите на оваа агенција се зголемија за над 3 пати, а персоналот во Женева го намали за 20% со цел пренамена на средствата за хуманитарни акции. Во изминативе неколку години тој е ангажиран во справувањето со сириската бегалска криза. Тој беше во центарот на вниманието од една страна поради неговите молби за помош на бегалците, но од друга страна и поради прекорувањето на Европската унија за незината нетолеранција и невеликодушност. На Гутереш му беше понудено да ја води Европската комисија во 1999 година, но тој тоа го одби повикувајќи се на обврски дома. Португалија беше председавач на Унијата кога во таа земја беше воведено еврото и кога се воведоа санкции против Австрија поради напливот на ултранационализам во таа земја во 2000 година. Во она што тогаш Гутереш го нарече лекција за светот, Европската унија политички ја избегнуваше Виена откако тамошната десничарска партија на слободата, позната по незината ксенофобија и расизам, влезе во владата. Гутереш е дипломиран инженер и зборува англиски, француски и шпански јазик. Неговата прва сопруга и мајка на 2 деца загина во 1998 година, а Гутереш се прежени 3 години потоа. Гутереш ке стане 9-тиот генерален секретар на Обединетите нации, откако ова организација е основана во 1946 година. Тој соопшти дека веќе имал план за менување на Обединетите нации со цел тие да бидат поефикасни.